Честите дефекти на семафорите создаваат сериозен сообраќаен метеж и ја загрозуваат безбедноста на учесниците во сообраќајот. Без разлика дали станува збор за физички оштетување на семафорите како последица од сообраќајни незгоди, застарена опрема, прекини во електричната мрежа заради временски непогоди или пак намерно оштетени од несовесни граѓани, надлежните служби би требало навремено да ги санираат дефектите, реагираат граѓаните. Во Куманово подолг временски период не работат семафорите на булеварот Октомвриска револуција кај Реонското пазарче. За отстранување на дефектите треба да се одвојат дополнителни средства од буџетот, велат од општина Куманово. Во рамки на временската непогода која што го зафати градот, најпрво сакам да изразам општо задоволство од брзата интервенција на екипите на јавните претпријатии и противпожарната единица, каде што во рок од 12, а потоа 24 часа беа санирани сите последици и сите патишта, улици беа проводни на територија на централно градско подрачје и во приградските населби, додека во селата се уште во соработка со јавно претпријатие Шумско стопанство на Македонија, што е нивна надлежност, се обидуваме да решиме одредени проблеми. Не еден, не два, туку 3 семафори се урнати, двата се урнати во невремето, третиот е урнат во сообраќајна несреќа. Најголемиот проблем е што е урнати главниот контролен ормор, каде што се наоѓа главната автоматика за контрола на сите семафори на улица Трета македонска ударна бригада. Успеавме да го отклониме тој квар со тоа што остана проблемот на раскрсницата кај Зелениот пазар и тој ќе се решава во следниот период, а дополнително исто така повикани се екипи и ќе треба да обезбедиме дополнителни финансиски средства, бидејќи ова е непредвидено за нас на една од следните седници на Советот, за да се дополнително интервенира на раскрсницата на Октомвриска револуција кај раскрсницата Туш. Како и да е, јас пак ќе повторам, временските непогоди се едно, но неодговорното, нелојалното и несовесното однесување во сообраќајот на граѓаните за жал генерира вакви штети, бидејќи се работи за електронски системи кои што се последователно врзани, чие што и одржување, но првенствено и репарација која ќе дојде до физичко оштетување, скапо ја чини општината и апелирам да се почитуваат сообраќајните прописи во градот, а ние во рамки на нашите можности ќе реагираме што поскоро да ги ставиме во функција овие раскрстици.